Добро вечер, почитувани гледачи. Како што ви најавивме уште од пред некој ден, вечерва гостим во студиото Жаре One on One. Жаре, добро вечер, добро дојде. Треба да се поздравиме, да ви не знаеме. Добро вечер. Јанко, Ко сега да сме дошле, така? Здраво, како сте? Така кај мене во емисија се прави. Така. Јанко Илковски влагаш ти и ние правиме. Ја многу имав трема кај тебе, појма немам шо беше. Да ти кажам, слаб беше, искрено. Слаб беше, слаб беше. Да. Многу подобра беше супругата. Да, не за ја пукна трема. Ја ми рече остајме јас да зборам и ја Јас вложив надеж во тебе, сикам сега Јанко ќе дојде партал, ќе биде. нешто скандали ово, она, ваму и таму. Седеше со капчето. Ништо не, знаеш дека не го капирав, не ми легна моментот. Стварно. А обично инспиративен сум. Знам ја да се разјадам бурек, да овакво, да онакво. Баш ми е жал. Некако останувам должник. Избриши ја, таа ќе направиме нешто. Како ни се погоди времево, многу зезното за емисија. Инаку се договоривме од претходна за емисија, не дека денеска. Да. Може слободно да не прислушкувате, почитувани гледачи. Мислам, ние одамна се прислушкуваме. Веќе со Жаре кога се слушаме по телефон, разговорот почнува Да се снима. Добро вечер, овде е Јанко. Здраво, Жаре. Добро вечер до сите. Ало, Јанко. Ало. Што ти ви каза тоа? Жаре, ти се закануваат. Така? Да. Значи, има многу народ што не укапира дека таа сцената за Нова година со Спасе, дека е местенка. Пошто во новогодишни емисии само озбилни работи. Нема местенки. Така? Добар си. Мојот шок во врска со тебе е дури вечерва. Ја искрено те сметав дека си многу постар, многу позрел, дека... Што сум незрел? Немој сега вербална еквилибристика со мене се обидувам. Мислев дека си многу позрел. Како суштество позрел, постар. Кажи си, ете така. Немој семантика со мене да се рачкаш. Да се претресем. Како вчера на Буамара се претресува. Зашто? Ке видиш, чекај сега да не им откриваме на тие што не били. Добро. И разбрав дека Младижов Карши мене е млад талент. Така. Изгубен во времето. 89-то годиште, не ми се верува дека се. 25-6 години. Така. Жаре, ја имам представа дека си ти барем 20 години. Па 20 години сум на телевизија. Како ге тоа? По детско драмско студио, на 6 години имав прво појавување на телевизија. Кој е детско драмско студио? Па изгледај ти кај што си бил. Детска радиодрама. Па тоа е на МРТВ. Тоа е на МРТВ. Тоа е. Која ти беше? Софија Гогова Врчаковска. Софија Гогова Врчаковска. Мојата телевизиска мајка. Добро, значи од таму го имаш и шлифувано говорот, актерството, малце што со бидејќи не си во обичај. Дикција едно, друго, трето, тоа се од таму. Колку време? Да, 8 години. Што работеше серии, радио емисии, што имаше? Сето тоа, радиодрами правевме, да. Тоа беше уствари првите работи што ги правевме, да. Така почна со радиодрами, па радио емисии, па после тоа телевизиски емисии. Прво појавување беше у Здраво генијалци кај што мафтав. Ама буквално мафтав, тоа правев. Значи улогата ми беше да седам и ова да го правам. У Здраво генијалци. Инаку интересна работа може градоначалник станам, пошто Туфи и Двојче се градоначалници. Туфи и Двојче. А ја со нив. Да. Така да као трнала работа. Да. Беличанец, така е. И Беличанец. Да, сега се градоначалници, ете поздрав. Слушај, па ќе те личи, бе, зашо да не? Чека бе, рано. Вака, фаца си, кожна јакна, Бетмен така? фаца. Да. Ова намерно се као гостин, на копуштенка. Супер, не те знам лично и вака те разоткривам. Интересно е, детска радиодрама па произведе навистина од таа детска радиодрама многу луѓе. Мислам, основните први чекори. Што криво што го нема тоа? Не мене, воопшто фали тоа на држава и фали. Радиодрама воопшто фали. Во МРТВ, не на друго место. Па нигде нема ни да го личи, искрено да ти кажам. Нормално. Да. Тогаш знаеш како не третира нас како најголеми професионалци да сме. Идевме нели на снимање на сетови, на радио емисии и со нечека, со ручеци, со како да ти кажам, значи земавме некои хонорарчиња, па работевме со да речеме тогаш беа помлади Роберт Велјановски, Рубенс,
не знам кои таму други беа од глумциве, малце постарите Бранко Ѓорчев и компанија, па се до Димче Мешковски, овие што беа така баш постарите и секојдневно со нив. И они ти се тутори. Има шанса секој ден да седиш со нив. На 6 години, да ти кажам, нова година, кога чекав во со детско драмско студио, не вечерта, него дента. Тоа е 94-та, пета, така нешто. И гледај се, тогаш Игор Џамбазов е number one убедливо со многу проекти. Онака, Игор у турбо, како што... Джандар збира. Ма се беше, се немаше место кај што Игор го немаше, најголема звезда. Огласник ем, Джандар збира, тоа е тоа време. Се живо идио. Театри може и тогаш уште и глумеше, беше поимено, значи. Тој пред лотото, така, да. Да, не беше бинговци уште. И ние чекаме, значи, нас не одбра, да речеме, мојава генерација, условно кажеме, бевме 3-4 деца одбрани само. И толку. Ја дури ме одбра, ме пушти, требаше 7 години да имам. Ме пушти така. Ајде, да ме многу добро читаде тоа. Немаше тоа врски, нешто... Немаше таткото ти, мајка ти, нешто извршен совет. Немаше, право, дедо ми доле седи сирот у холот, умато, знаеш како беше порано со столчињата тие. Значи, седи доле, ја горе на аудиција, еднаш, два пати ме викнаа на трета аудиција специјално за мене, зашто немам години, 6 години има дете, не може, не е ни прво оделение, ние да го взимаме. Ја таман тргнат у школо, што да ти кажам, многу се радував кога ме примија, пошто знаеш, дете мало, ама осеќаш сега дека работава да те земат и да не те земат. И знаеш на 6 години како ти е кога ти си мислиш дека треба секогаш да те земат, нормално. А тука стари луѓе, генерални директори малтене, значи собрани прават муаве дали да го земат. Тоа многу сериозно се сваќаше радиодрамата. Значи стварно како професионалци не гледа и како инвестиција некаква. И не се чекаме таму дента нешто за нова година правиме кај генералниот директор горе во канцеларија. И Софија, генералниот, и уште неколку луѓе, ние новиве внесени во детско драмско студио и ни доаѓа Игор Џамбазов. Знаеш што значи тоа? И ни посветува 2 сата седиме со Џамбазов. Џамбазов тогаш ми ја даде првата негова книга, што не знам зашто не ја збори како прва книга, многу не ја сака или не знам, тоа сум јас, се викаше. И ми ја дава, знаеш, книгата и ми ја подпишува. И од тогаш ја фактички се запознам со Џамбазов, фала Богу до ден денеска сме многу блиски, ми е многу мил пријател, со кој што преска мејлови разменувавме баш. И сакам да ти кажам как ме зачудува од оваа дистанца, како може со деца да ги третираш така зрело. Знаеш, алал нека им ја на тие луѓе што беа таму. И штета што тоа више го нема. Како беше односот нив низ према вас? Грешки, не грешки? Како професионалци те учи, знаеш, те гледаат како инвестиција некоја. Си имал среќа, Жаре? Многу голема. Жаре, мене ми беше една многу строга, се викаше Славица Тодорова. Катилј жена, Бог да ја прости, се најдобро, ама имаше многу лош табиет и многу лош однос према деца. А ја бев прилично талентиран. Ме вика серии, малиот одред. Заедно со Никола Младенов бевме. Еј, браво. Браво. Слушај, серијата беше деца партизани и деца пробугарски. Ја. Погоди кој беше бугарско орле униформа, а кој беше партизан. Така? Колку години имавте тој? О, човече, 7 оделение, 607 оделение. Месец дена на снимање во Охрид. Со најдобри режисери, предпоставувам, сценаристи. Све топ, али женава беше отров. И почнав ја нешто се повеќе, ама не можев да трпам, човече. Урла се, дере, ово, она, вамо и таму. И напуштив. Како напуштив, она се отиде у пензија, ме утепаа од молења, али толку имав аверзија ми создаде, иначе сигурно ќе ја продолжев кариерата во, може би и на глума ќе завршев. Сигурно ќе ја продолжев. Тоа сакам ти кажа, колку е важно да имаш малце прибран човек. Значи се беше про, се беше про. Али у тоа про има некој, знаеш, се однесува. Господин, ве молам, мали, застани тука, ти, ова, тука. Јасно. А има некој про кој како да ти Софија за објаснам? тоа беше кралица, сериозно. Она беше Педагог, стварно. врвен. Сите ми збореа, ми доаѓаа после.
Сите ми збореа, ми доаѓаа после и ми кажува, не знам дали она дојде после Славица Тодорова, мислам дека дојде. Може. Ама не можев и така натаму, но сепак, еве, Никола Младенов побегна никогаш не овакво и Бог да го прости него, искрши нога на снимање. Имаше тепачки. Вие стварно сте се тепали? Стварно беше тепачки. Сум бил модар од овде до овде. Значи, вика сцена, стајте му вреќа и удирајте го со стап. Ако нешто не треба со Никола да правиш, да не се караш. Ето, знаеш колку многу сум среќен што дружев со него. А многу беше пис на уста. Другари бевме, многу беше пис на уста. Искрено многу ми фали Никола Младенов. Да, апсолутно. Верувам и на држава. Апсолутно. Такви луѓе. И пази, он беше стрит смарт. Он не е новинар. Он никогаш немаше новинарство завршено. А испадна поголем новинар од сите овие со чаги и со дипломи. За мене број еден новинар. Лично за мене. Зошто не продолжи ти во актерство, во глума? Многу од тие луѓе... Глумците ми рекоа да не одам, искрено да ти кажам. Најсериозно. Значи во 5 до 12 се премислив. Сакав да одам, нека ми упорно ме... Не ми викаше не оди, ама некако не даваше некоја голема поддршка. Знаеш, глумец, едно друго, ќе забегаш по кафани, по чуда. Знаеш како оди тоа уметничкиот живот. Да, на 40 години да изиграваш тинејџер дека имаш 18. Така. Знам тоа, добро. И тогаш баш правев муавет со овие што ти ги спомнав претходно. Значи не знам, Лилич, Милич, сите што беа глумци познати, да ги речам, и млади и постари, како Гоце, како Ванчо, како така. И не беа многу задоволни во тој период. Плати едно друго, трето, вика имаш потенцијал за нешто друго. Многу ќе се зауздиш, актер можеш ти да бидеш и на различни начини, не ти треба буквално да си дипломиран за не знам што. Добро, многу е нефер овој муабет, жаре. Не е нефер. Како Зошто? не е нефер? Дали некој те праша, има каков ти е поривот? Види. Што ти збори срцето? Ако некој ме прашува, Јанко. Татко, оној што те сака, ќе ти рече, што ти збори? What your guts tell you. Да, јасно. Ко да не знаеме, што ти малоумен си, театрите ни се, не знам какви, платите се, не знам какви. Денес некој ме праша мене, од средношколец, кај да одам факултет, ја ќе му речам оди у странство да учиш. Ме разбираш кој е муаветот? Значи, не се слагам со тебе. Абе, ако не мора да се сложиме. Не. Ама муаветот е како мисли човекот, така кажува, не може, знаеш. Ама зошто да му кажеш? Зошто да не го инспирираш да му кажеш? Што те влече? Што те влече? Остај му он да си го направи изборот. Не му наметнувај. Па не дека ми наметнале, ми дале совет. Можеш повеќе на друго нешто. Жаре, ти имаш толку шарм. Ти која си опуштен имаш актерска фаца. Ти мене ме прелажа. До вечерва ја бев убеден дека ти имаш 20 и кусур години кариера, само не сум те фатил каде. Пак имам, 20 имам. Не ми го зимај тоа. Зборам како тебе водител, како буквално тебе личност и така натаму. И имаш. Ама како зрела личност. Така те доживувам. Јас сум шокиран дека си ти толку млад. Јасно. Да ти кажам, еден искрен актер, тебе што те гледа и знаеш вика, зошто овој човек не е со нас? Може би, јас се радувам да е така. Ама пази, може да се прават такви работи. Бране Васе глумеа кај Дарко во филм, одлични беа. Така? Така. Зошто да не глумат пак? Што се они актери? Не се, а се подобри актери од многу актери. Да не се лажеме. Одлични. Сакам да ти кажам, ако го имаш поривот, жаре не застанувај, не ти е доцна. Земи приватно, тутор, часови, нешто. На ФДУ да отидам сега. Не мораш на... Ама бе, шо е... Само ФДУ ли произведува глумци? Извини, Бред Пит ФДУ заврши, па стана, и па сега да му се не види. Значи, го имаш талентот или го немаш талентот? Да ти кажам, право може и да се направи нешто такво во иднина, ама би сакал тоа да е моја продукција, искрено да ти кажам. Ма не е важно чија е продукцијата. Ја пак те зборам... Јас сум така навикнат некоја да ти кажам. Многу си профи, навикнат сум сам да си го правам. Слушај си го срцето што ти кажува. Абе, се е и до upbringing што викаат, и до луѓе со кои што се дружиш, верувам ми сум се обколил строго со професионалци. Ама знаеш какви онака хардкор професионалци. Многу си го бирам друштвото. Ти не знаеш колку сум бил ја у депресија, син ми вика, кај искачаш бе ти секој четврток и сабота? Шо преш? Идам на глума.
Каде на глума? Па земам ово, она вика, спремам представа. Пуп, за нова година представа. Вика, сега спремам, вика, ќе глумам во господја министерка. Баш во господја? Во новиот овакво. Он е сега малолетен. Добро. И има таму некоја театарска група и он веќе влегол. Так, браво. И јас си седам дома, си плачам. Так. И јас си сонувам син ми да е банкар. Так. Да иде Јаневски да го смени у НЛБ Тутунска банка да биде директор и така натаму. Арно, ама не го кочам. Ако сака, нека те... У мене као родител све урла, немој, молим. Се излезе, нема да види, за тоа можем да зборам иначе. Вика, супер, колку е час и гледарка месец. Среќа го нема ова после на интернет. Замисли да го имаше после да го става. Не ги ставаме емисиите на интернет. Никогаш. Не, поготово интервјуата не. Не. Она со Џамбазов не го видов. Не. И со Тони идеја не. Не. Неверојатни. Слушај, многу ги сакам актерите кои ќе дојдат и народ ги обожава. Така. Дали е Кили, дали е Тони, дали е Игор и така натаму и така натаму. Така. Има тие луѓе нешто допираат до овие и обожаваат да ги слушаат. Една обична реченица ќе ја направи забавна, ќе се кркотиш, ќе ти ја разубави вечерта. Да, чудо е како се магнет. Кили посебно, Кили исто фали многу, Кили кога и да ми дошол. Кили бил во 1 на 1 едно 4-5 пати, ама не бил во овие новиве во ново студио. Бил во А2, А1, таму. Кој ќе го фатам сега на Skype? Може да е таман да зборим. Кили кога и да се појавеше, тоа беше невидено погледано. Невидено. Така е сега да речеме со пример Џамбазов е, Коцев е секогаш погледан од други емисии, Џамбазов е секогаш погледан од други емисии. Коцев не ми бил. Све се сретнувам денес утре. Коцев е цар. Ај таман помине и Златна Бубамара, па Коцев е и знаеш зашто го сакам Коцев? Коцев исто е професионалец голем. Многу голем професионалец. Знаеш, Снафли е таков. Знае што како бира, многу е како си го тоа пресметан е многу. Знаеш, точно знае зашто ќе го каже тоа, како ќе го каже. Тони и Бубамара која се разделија. Добро. И Тони што беше за Така, Бубамара. кој чевли требаше ги наполни. Како Франко, какви бакрачи се знае. Тоа Тони со Тони се идентификуваше тоа. Да. Иако Ранко беше нели све она организација. Кој генерал од таму нема што. Али Тони беше наекспониран. И сега првата година Малиов доаѓа прв пат. Ау, знаеш ти кој е бреме онака. Плюс Кумановец. Плюс Кумановец и он. Заменуваш Кумановец. Заменуваш Кумановец. И искача првата, дали памтиш што кажа првото? Не ми текно, подсети. И вика, ме вика овде место Тони, ја да водам, стои на цеп. И вика, добро, ќе водам жив, среќен, леле, у Скопје доаѓам, вика. Така. Тогаш уште живееше у Куманово. Живееше у Куманово. И вика, прво што направив, идам на Бербер. Така. Каде бе? Идам, вика, на Бербер у Скопје. И седно, и вика, што да ти правам, вика, прави што ќе правиш, само уби го селјакот у мене, ми вика. Така. Цела сала се газима од смеење. Познат вице, знаеш. Али он кога го извади, мислам, у целата него ни знаеш ни што е. Мислам дека е перфектна комбинација на актер, на водител, на шоумен, едно друго и врвна замена беше и ја многу ми се допаѓа Сашко како влик. Тони не можеш да го замениш. Туку он е стварно посебен, различни и тоа е добро. Различни се. И тоа е добро. Треба да генерализираме одлична замена, може да се каже, нема да бидеме далеку од вистина. Така. Одличен, Сашко е многу сакам Сашко. Како поминуваше со Кили? Имаше ли некој скандал? Немој да ме... Секогаш имало со Кили јаки работи. Посебно и забранија тогаш Форшпан во А1. Имаше... Во А1 ти почна со емисиите 1 на 1, така? Да, фактички во А2 почна, па после на А1. Ова не знам кај беше, мислам дека на А1 одеше. Кили беше тогаш, имаше еден период, помина во затвор. Краток. Искача Кили и правиме интервју. А он Кили цар. Значи, Кили е... Која година збориме? Па, рачуне ова... 2007? Пред едно 5-6 години минимум. 2008. Може и 7 години да се. Значи, сигурно 2007. 2007. Сакаш да провериме? Дај, ајде, куцај таму да видиме YouTube, тај. Полека бе, не Ајде, еден на еден Кили. Полека. Ајде баш да видиме која година, мене ме заинтересира да ти кажам искрено.
Пиши. Не, пиши на латиница, пошто тогаш немаше ваква македонска подршка. Ај, ентер дали ќе даде? Нема да даде, ти реков. Иди на латиница. Ајде да видиме Кили. Се свиѓа што ништо не спреми ете ти. Ова е? Тоа е. 6 минути. Пред некои си 5 кусур години. Не, тоа се делови. Абе немаше тогаш, немаше YouTube, не ти даваше да ставаш долги видеа. Цел, да. Каде бе максимум имаш 12 минути негде. Точно. Така беше. Кој дел да го кратиме. Не пуштај ништо, слушај се, не знам дали е за пуштање. Кили, зверот. Добро. Да, колку е сад? Можеме да пуштиме нешто. Кили вика, му вадат форшпан, човече, од А1. Знаеш, ја ја давам емисијата, оние прегледуваат и му вадат форшпан. Кили кај што вика, види у затвор све има. Све што сакаш. И не знам, кажува за X таму денари, како добро може да ти го... И ова иде во форшпан. И кога што трга форшпанот, ајден е тоа. Значи, знаеш што беше ајден? Нема да се повтори таква гледаност на телевизија никогаш. Факт, прво и зашто телевизијата не е толку гледана како медиум веќе. И нема ни да биде. Лавина се случува, Кили ми звони, одма, тргај, шо и да е тоа. Ја не знам за шо збори човек. Идам во промо. Викам, брзо пушти ми во форшпанот, срцево ми лупа, ми е глупо да Кили, пошто го сакам многу човеков, не ќам да ми се лути, да мисли дека нешто сум направил. 18 години. Да бе, да. Ми го пуштаат форшпанот, еден на еден, на А2 или А1, кој иде толку и толку сат, и ова иде. Леле, ја паника. Што да правам? Викам, гаси, одма. Се јавувам кај директор едно друго, викам, ова нема да оди, ќе иде друг форшпан. Му се јавувам на Кили, Кили извини. Викам, али може да го оставиме да мек тоа, му таму нешто да оди. И тоа беше едни од така први моменти кај што имаше фрка со форшпан. Знаеш што имаше друго исто? Што? Ексклузив уредник јавев. Пошто бев паралелно со тоа. И ќе станам само ти избори да звучникот само да го пуштам. Камера, ако... Не, нема гај. Звучникот. Само звучникот за да можам да слушам. Ексклузив уредник и праќам човек оди прави интервју со кого? Со оној Полат. Полат? Од долина на волците. Тогаш. Доаѓа Полат. Така. И не знам каде у некоја кафана седнати Полат со неговите домакини или whatever. И го снимаат Полат и се враќа новинаров у реду, трга прилогот. И дали форшпан, дали не, форшпан тргнал више и се јавуваат, друже, да не ги кажам кои најопасните лихвари што постојат у Македонија. Зашто? Па Полат седел со нив. И вика, како знаеш, умееш, ти си уредник, јас сум уредник. Нема да го има тоа. Кој е? Прилога нема да го има. Како? Така ти кажува на телефон. Тука вака. Кнедла, толкава. Ај викам, ќе збориме, спуштам. Ми звони после минута еден од најпознатите адвокати во Македонија. Исто е да не го кажам, нема смисла. Ми се јава, вика, Жаро, не се заебават. Не знам што ќе правиш. Звонев кај Велија, еден, друг, трет. Што беше толку скандалозно? Абе, човек, тие луѓе, за кого збориш, бе ти? За мене и тебе? Како што е скандалозно, не ме зезај. Кај тие кои ќе наумат нешто, тоа е. Не се сеќавам, што направиме, како направиме, го трнавме само тој дел, кај што они се гледаат, инсертиравме ти текне со некои кадри, долина на волци, чуда, едно друго. Славно, Полат збори, не го гледаш Полат и текне иде слика долина на волци, Полат прави муавет, само да не се појават овие. И тоа исто така го избегнав. Имаше многу така и ги заборавам, тоа ми е многу ми е криво, вакви дешавки има милион има. Сега си турбо, ќе се сетиш на се, не се секире. Хаос. Со годините доаѓа, сега многу страф ми беше тогаш. Да? Нормално човек. Ти си јава се адвокатов, што е number one и ти вика, не знам ја што ќе правиш. Ја не ти советам да го пушташ. И што ќе направиш ти? Идеш кај газди, едно, друго, трето, да вадиме, вика. Што да ти кажам? Ама знаеш, тоа е бенигно, не дека ќе добие нешто емисијата кога се види Лихваров.
И затоа тргаме. Али генерално не икам такви работи, знаеш. Сечење едно, друго, трето. Сега ми е Васко Ефтов во емисија, у сабот, утре ми е Васко Ефтов. Гледам најава имаш, да. Васко Ефтов таму го прашуваат сега ука-бука кај него на Фейсбук. Така. Шо ќе збориш, као прв пат доаѓа Васко Ефтов гостину емисија, знаеш, ваква. И Васко вика, ако го остави, гран било тоа вака на тастатура, ако го остави тоа жаре, ќе биде многу јако. И ако го остави, демек, тоа, хардкор ќе биде, и ќе го оставам нормално. Не знам зашто се мисли, ништо нема да цензурирам. Мораш ли да филтрираш по уредник после тоа, да го види и така натаму? Па немам уредник, јас сум си уредник. Не, на телевизијата, што ќе се емитува? Па не таковни е договорот, дека... Твоја одговорноста, што ќе си направиш, да, така? Да. Ние сметаме дека утрешната емисија нема нешто до толку многу страшно и затоа ја оставивме цела. И Васе нека не пишува многу на Фейсбук. Ќе ти оди цело, Васе, не се сеќавам. На Ефтов се обраќаш? Да. На господинот Ефтов? На господинот Васко Ефтов. Ова емисијата во центар. А дали ќе успеете да стигнете до збор, дали успевате да му поставите некое Чудо. прашање или цело време можете да разговарате како со него? Чудо. Значи, поинаков е човекот кога гостува, одошто кога е Не, он си домаќин. кажа што е роден, само што седна рече, Мене од дома ми рекоа да бидеш мирен, да слушаш, нема да се караш. тоа беше првото нешто што го кажа, така да во духот на тоа помина цела емисија. Добар Значи, си, Ефтов е Ефтов, си го човек. скина, добро Ефтов си е го Ефтов. скина. Не си го гледал имитацијата на Ефтов? И како не сум ја гледал имитацијата на Ефтов од овој Марко што ја правеше? Не, Твоја? пусти. Ефтов, ова е прогласи за најдобрата у историја направена. Чека, он се лутеше на канал 5 што идеше. Пиши- Мене ми имитира Знаеш шо, иде која ученот. му дираше шамари на соговорникот, се сеќавам. Он Кој се јадеше налути. бурек цело време. Тоа е Човекот бурек е- мене, да, 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 Марко така, кој така, ми имитираше така. мене. Сум се газел од смеење. Тебе не сме стигнале да те направиме, ќе те направиме, сигурно. Што ќе ме направите таман ослабев без сега, бе, не е смисла. Гледа, ај ти кажи што мислиш Чекај, за... чекај. О. Не го пуштаме овај вака и така, Зашто? вади го. Што ги? Види го, цар. Колку добар медиумски лик е Кили Јанко. Сега кажем и за Фонтана ди Кили. Видиме коса Така има ли? човек. Ова фонтана стана многу популарна во овој град. Мене ми е многу глупо тоа зашто се уште не е завршена. Сега со мојот драг другар Синке се бавиме со незината внатрешност. Значи правиме бункери каде што ќе можеме да ги криеме нашите инкриминирани ствари. Бункери кои само ние ќе ги познаваме Тој за тоа што после го и фати, а си каже уште тогаш, така? и каде што и во мојата претходна фонтана, каде што го оставив мојот телефон во една културна установа, што се наоѓа во источниот дел на Скопје, па ја молам директорката ако може да го извади од тој бункер ако успее да го најде. Само што нема да го најде. Видите шоумен. ова здање овде, ова е една планина Па која добро, успеавме да види, донесеме шоумен. кај Мичо и Гејцот од Драмски Он театар. за ова живее, да се моментот усети е камера и одма. Имаш актер и актер. Ово е простори. Но ако ти кажеш сега дека бункериве се тука, мислам дека ќе знаат кај се Ама може за да ти вака, копаат. а филмови? И само да А замишљаат нешто да трајно копаат, да- него Ще тоа да не може филмови, него нема. лудило да сонуват каде се они. Кили, ајде сега вака да те прашам за твоја најголема врска деновиве и периодов, не само денови, неделиве, месециве. Значи се работи, 4 месеца да работам на еден филм. Ој, панкот не е мртов. Зарем не? Па не е. Со Владо Блажевски, фин, брадаст режисер, многу симпатичен, колку Не, у Ice Бетмен White беше Shot. јазда малечка улога, ама беше у Бетмен, што сега? У филм на Стенли Кјубрик играл е Ice White Shot беше. чудо. Секој час пушти го да видиш Ефтов. Ефтов. Да, иди пиши во тангентата. Па не е во центар. Не искача нешто таму. Ајде, удри ентер па ќе видиме. Сега да искачаш бе, Каде Јанко, да алал се- нека ти е. Дај ми го малчето малку. На стаклово нема ти фати, можеш на тоа. Бла, бла, бла. Ова како ќе И направи. така, и додека Жаре си сурфа Ет. вака да си најде, Ет. почитувани гледачи, вие ја следите емисијата Јади бурек со Жаре. Жаре, да ти оставам да се пензионирам, да ти ја дам ја... Чекай. Тука сме зашто и вие, и јас, но вие не толку кога јас. Имате право да ја знаете вистината. Гостин вечерва е Медо Рафинерија Димовски.
која е вашата улога во аферата Пеликан? Кој? Како која? Сакате да кажете дека не сте во никаква афера? Ви се молам, ајде лажете како куче. Ама... Вие шверцувавте алат од Европската Унија во 2001 година за време на кризата. Еве, ајде, кажете дека не е така. Кажете дека не е така. Ајде. Не знам. Останете и по рекламите, да го последите крајот на вечерашната емисија. Добра ти е, Маица. Добро, истата Видоваше се за јакна. вечерашната емисија. Истата Наброевме јакна колку си, милиони браво. и милиарди на Нема евра пари. украл Како Недо да Димовски. нема пари, И бе, зошто не го популарен вика си, рафинери? Популарен си. Противече. Сите најубави жени ги собра кај тебе у емисија. Пари. Е тоа, да, стварно. Они ли те истрошија, не успеа да ги искористиш никак? Знаеш како сум изморен, да ти кажам. Да? Не си женет. Не сум. Девојка? Има. Имаш? Нешто сериозно, онака е... Добро. Па Не селебрити шврлям, си. Не шврлям, да ти кажам. И ти будала ко мене. Ето ти. Ете ти. Сега ти се годините за шврљање. Таков сум. Моногамија. Да. Дај се рака. Респект. А дечар си? Не. Не си, да? Не. Не можеш онака Како ќе со оваа видиш. работа ќе видиш тичер? Кај имаш време да седиш со некој такво? Кај имаш време, човече? Не си во право, ама добро. Добре се. Ти си знаеш, како беше, вие си знаете на филм. Вие се знаете, седи знаеш. миреш. Седи. Ти само крсти се у кондомите, па ќе видиме до кај ќе стигне. Едва и чекам на повојница да ти идам, таман си млад. Еј, па добро е, види, таман ќе има. Ќе ме викнеш на свадба, не ли? Нема, многу малак е. Абе, дај онака Знаеш како ќе видам, у мал. континентал со ора, со искачање надвор, со сите такви салтанати, со Нечу да те слушам. Нечу да те да слушам. крадеме низ прозор невестата Нека со мене такви работи. викендица зимам 20 души, тоа е. Ќе направиме кратка пауза, одиме со реклами, веднаш потоа се враќаме назад во емисијата. Како собирање гости, бе? Како ти иде? Па немам проблем со тоа да ти кажам, освен со пулот е мал. Мислејќи, знаеш нешто мислам. Толку се луѓето. Е тука е проблемот. И кога би сакал да имаш емисија секој ден, не би можел да имаш гости секој ден. Не. Нели? Нема шанс. 50 гости годишно е буквално све од селебритис до политичари Нема да ги шанс. свртиш. Мене на неделна емисија па ми викаат, цело време истите, Пеце Супер Хигс, Сашко Коцев, Игор Џамбазов, Трендо, К15, а кого извини да ги викам? Многу е Знаеш. мал. Знаеш, треба од надвор да почнеш да викаш некој, па тука Аз сакам веќе да друга балансирам. логистика. Не ми е кејф, искрено да ти кажам, најотворено да викам толку многу странци, затоа дозираме. А политичари? Политичари сум викал да ти кажам, биле Бучковски, биле едно друго, за времињата сега се такви да искрено не ќе да викам политичари. Зошто? Зошто? Сега ќе ти кажам, најверојатно бидејќи форматот мој не е таков за да се изнесат такви ставови политички да дробиме, а они не се спремни да покажат друго лице и да бидат забавни и што ќе ми се тука. Е така. Да Разбираш? можат малце поопуштени како кај Не сакаат. како кај Џон Стюарт кога ќе отидат да се позезаат и така натаму и така не натаму. можат, не сакаат. Ти текнуе Обама кога отиде, шо мајта пистера. Слоу джем правеа кај Джими Фалон пееше. Да. Таму не ме зезе. Така. Види, тоа е друго, медиумска култура, значи. Овде немаме медиумска култура. Ја единствен успеав, извини сега чалам малце и да ти се, Ајде. малце да... Слушај мали, слушај сега да ти кажам, слушај чики ми. Владко Ѓорчев го донесувам тука. Праше ко татко ти. Праши го татко. Ѓорчев за сликичките, да не? Ти текнуе? Текнуе како не. И полудеа. Море Дармар црташе, море ова коментари. Не беа спремни, политичар, истурен од една партија, да дојде и за Полабави 10-та беа работа. тогаш. 2 сати зборевме за сликичките. Да, бе, да, знам. Мене супер ми беше таа емисија. Нормално. Нели? Нормално. И не можеме нормални такви емисии. Или сега Не можеш више тоа. Еве, да го викнам Јани Макрадули и да збориме за комитите, пошто нели се декларира комита, ај за комитите за навивање Не, за ово. ништо не може тоа. Тој не може, уствари тичке барите ќе му се налутат.
Ништо нема. Таква работа Зборам нема. така, Они така. се знае настапите јавни какви им се и тоа не бега. Тоа и пази се, добро бе, у реду. Така си одлучиле, така нека терат. А помлади бе Според вака- мене, мислам дека губат со тоа, искрено. Мислам дека напротив, поише ќе си добијат ако имаат некакви настапи кои што не се исценирани едно друго. Пази, тоа е многу битно. Ако ми дојде мене политичар, нема ја да му кажам што ќе го прашувам и што ќе правиме, него ќе го дуваме хелиум, ќе правиме, пошто тоа е еден на еден. така. Ја нема да менјам формат за политичар. Немам намер. Дувавте хелиум? Со секој сум дувал од оваа сезона. Да, нема. Од оваа сезона секојаш. Да. Трябаше Мора да се мене дува тогаш хелиум да ми даеш. И мене и на жена. Е, тогаш немаше тоа, видиш? Да, требаше. Да, одлично. Сега бараме да ти кажам, има едно друго, не е хелиум, ти го прави подевал гласот. И вака звучиш. Не ме. Обратно е од хелиум. Што е тоа? Да. Се вика SF6. Тоа е кратенката, нормално, не се вика така. Него хидрос, бла 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 бла, од кај да знам што е, ама SF6 го Side effects, па не е ни битно. Не ми е гајле. Еј, после тоа хелиум, ако ништо не и ништо не ми е, и ништо не ми е. Не, ја го проба сварно ништо не е. А многу ми се интересно, пошто ретко кој има правено хелиум што ќе дојдат. И, например, Владо Ѓоргиев прв пат правеше, Елена Ристовска прв пат правеше. Немаат правено и сите прашуваат. Следниот пут Страф им ја знаеш. на Груевски да дојде овде, му извадам хелиум. Слободно. Себе малце. Слободно. И така, Јанко, ја ти викам. Не, јас те кажувам дека новите инвестиции на вистина ќе донесат нови вработувања. Нови вработувања. Дај му на Васко Ептов, утре му даде. Васко Ефтов рече само не хелиум. Пред емисија рече. Слушај, може, па нему ни треба. Ми рекоа, вика, внуките, демек, биле фанови на емисијата, вика, пази, шо преш таму ќе го гледат жари оделение сите, немој да бидеш да се караш. Овој рекол, добро, и друга работа, демек, хелиум ќе правиш едно друго. Нема да правам хелиум, и ми се јава, вика, само не тоа да правиме. Добро. А викаш ќе биде интересно, а? И пази, вин-вин сакам да е секогаш, во смисла гости не викам Да го понижиш да или заврши така. незадоволен. Така. Од се што се случи. Исто и јас. Исто и јас. Никогаш. И мене постојано Многу ми ми е битно замеруваат. тоа. Мене ми замеруваат истото, жаре, зошто не сум груп со гостите, зошто не сум она, знаеш, ти ваков си, ти таков си, знаеш. Има луѓе доста сакаат крв. така. Ја сакам најдоброто од луѓето да го извадам, не најлошото. Кој год да дојде. Види, ама ти ич не си дефиниран во кој формат си. Не знам нијак кој си. Не си, ти си тотално недефиниран како Појма формат. немам. Ја правам радио емисија на телевизија. Да. Баш така. Баш така. И денес си политички аналитичар, утре си музички критичар, задутре си за сликички експерт, друг ден не знам што. Знаеш, и тоа колку е добро, толку е и лошо. Од таму е тоа што ти вика треба да бидеш ваков таков. Кај нас е многу глупаво кога ќе те обојат црно и готово, ти си црн и сега мораш да бидеш црн, не интересира ништо друго. тука И се многу- разбираш, само да ти кажам. Сакам За тоа не викам политичари, за тоа не правам, пошто сум се форматирал дека правиме late night условно емисија, иако не оди во late night, оди во 9:30, и не бегам од тоа. Знаеш дека прилично ми лепат етикети, Да. ја бојат емисијата и така натаму, а и ја нешто многу не сум неутрален у ставовите. Се премислуваш Не си. ли неколку пати пред да дојдеш кај мене, дека ќе имаш не, после? воопшто, гледа ти кажам. Се договоривме предходно. Да. Денес се случува пресов на Заев Да. и се е буквално за тоа. Се збори. Да. Еве кој е моето мислење ќе ти кажам. Колку е саат? 11. Да. Доста се нервираат луѓе, а многу се нервираат, Јанко. Добро. Многу се нервираат. Окей. Искрено јас сум напнат да ти кажам од цела оваа политичка ситуација. Не ми е и седно. Не ми е седно хумор, ја треба да правам, стварно не ми се прави хумор некогаш. Пред неколку емисии тоа го кажав баш на еден. Не можев. Почнав со први 2 минути многу озбилни. Значи многу озбилни, како да ти кажам, со солзи уште да ми дојде, плачеа у публика. Ама не може више. Овде, денеска ситуацијата што е? 11 сате, колку толку да ги олабавиме, тоа си мислев искрено. Веќе бевме договорени. Вчера си ме најавил во емисија, така. Ја не ни знаев дека ќе има прес, немаше ни Глупо. најава. А да, нормално. И сега треба ја да ти откажам. Треба да испадне еве го откажува заради Едни ќе речат си уцвикал, другиот секако. Вака барем, еве ќе се стрпат Си ги луѓето од старе- 10 до 12, нека не се нервираат со политика, од утре ќе се нервираат сакале неќе. Не разбираш што сам да кажам? Барем нека има тие 2 сата, тоа ми беше идејата. Ама за на тоа крајот бев. на крајот на краиштата па не е само оваа емисија, нели? Има 200, има други контактни емисии. Така, и тоа. Латас, знаеш што ми вика? Вика, имаш среќа
што ја тераш емисијата и во други формати. И за музика, ти и викам, за да, ова, и за свошта. она. Да си ти вика строго, исклучиво, само со политика, вака ќе те снема. Мислиш ти тоа или не? Ти. Не. Јас само ти кажувам он. Јас сум предпазлив тип. Значи, не сакам да трчам низ минско поле. Ако веќе го поминувам, внимателно ќе го идам. Нема да бидам глуп да го истрчам. Има една работа што сум упорен. Така? Многу. Кога ќе запнам, не пуштам. Иначе, ја не знам како иначе шо би ме натерало мене, колку сум веќе од 2001, ова да го правам секоја вечер. И ја почнав на еден телевизија. Знам, се сеќам со шолјата беше. Стоеше со шолјата беше, не ми каже стоеше со шолјата, вака избореше. Нели така беше? Така беше. Алата сте викали началниче. Те вика некако. Имате надимак некој? Мора да имаш надимак. Не. Абе, не гледам никого. Ти влезе ја овдека во Сител. Виде некого? Чуварот. Толку ја гледам, вечерани. Не сум ни вработен тука. Никого не гледам. Не, озбилно, ти шо мислиш за таа теорија? Која? Што ти ја кажа Латас? За дека ќе исчезнам ако сум строго профилиран. Зашо тераш така, зашо шараш? Пример. Од кејф, нели? Мислам, кејф ти е да збориш со одреден човек и си го викаш у емисија. Валјда. Пази се, ќе излезе албум на Горан Трајковски, ќе излезе. Добро. Анастасија. Умирам за тоа. Значи, ја не станувам и не се занимавам со политика, слушам музика, гледам филмови, читам книги, сите тие интереси. Излегло нешто, FX3 направиле ефекти за нов филм, дојди гостин, сваќаш, разговарај со тие луѓе. Тоа не е тоа богатство. И ја уопште не се замарам како ќе биде форматот. Да. Дури најдобро да прикажуваме, да прикажеме. Најдов пред некој ден, најдов едно дете, Марко Тасевски се вика. Добро. 15-16 години. Црта како фотографија. Ти текне онам хамбургер кој ќе видиш у Макдоналдс, он тој ќе ти го нацрта, мислиш ќе си го фотографира. Таков потек има. Сега ми се јавија од битолска фирма за сладоледи, контакт со него, бараат соработка. Одушеви типа. И сега се чудат што одеднаш. Вчера бил премиерот, тоа не значи дека ја готово сум ја резервирал емисијата. Да. Затоа и мислам дека можеш да се потрудиш, да им буцнеш едно стапче, знаеш, не да им буцнеш, да им го извадиш стапот од газот на политичарите, неверојатно дека имаат стап во газот и затоа се они укрутени вакви стојат. Значи, ние треба да им го извадиме тоа за малце да се, добро, види, слушај. И они си седел со политичар? Како не? Кажуваат вицови. Политички новинари со сите. И тоа многу добро. Кажуваат вицови, збора за филмови. Имаа сагови за ово зона, се зеза. Пиеш ракија, се зезаш тотално. И кога ќе се појават пред телевизија, глумат. Тотално други луѓе. Што да ти кажа? Тоа е шизофренија. Да. Види, вајда така им налагаат, вајда не смеат поинаку. Што да правиш? Што е штета? Многу е штета. А се паметни луѓе кои имаат многу што да кажат. Ќе дојде тоа. Нема медиумска култура, Јанко, ќе работиме на тоа. Сите што сме на медиуми, работиме на тоа. Ќе биде и тоа. Не работиме сите. Па ја работам се, што да. Ти работиш. И работиш добро, многу си вреден и успеваш со емисијата, што ми се допадна. Сакаш да ја дигнеш на едно врвно ниво, како што е, например, во Late Night Show-та, кои ги гледаме. Знам дека ги немаш тие продукции, ама гледам колку се трудиш тоа да го направиш. И форматот да биде, со бендот, со публика, со сето тоа. Колку тоа чини? Чија е таа продукција? Многу чини. Наше е. И многу чини, да ти кажем. Не работиме искрено за профит, знаеш зашто? Мислиме дека тоа ќе дое понатак. Во моментот сме у некаква си фаза на години, да ги кажам, на инвестирање. Така. Инвестираме. Инвестираш во себе, име да создадеш, така е. Брендот, пази, не е жаре еден на еден, 30 на луѓе се. 30 луѓе? Работат прво имаме петорица камермани на 4 камери работат. Прво, да речеме. Знаеш, јасно, да. Кај се, шефе, добар? Шокити е жив човек, не знам кој може и без него. Джони, остај камерата, путуј.
Не е прв пат сам да правам емисија, нема гајле. Така, ќе боцка тој на миксер. Сега јадеш бурек. Еве уште еден камерман. Сега уште еден камерман? Сега да те видам. Ова е добро за вас камерманите. Остајте ми уште пола сат и третиот ќе дое. Не, овој го земеме овој што е. Господ. Не, да, Господ реши. Види, али има резултати бе, Јанко. Како да ти кажам? Кој ја доби? Шо пишува? Не знам, чекај да видам. Шо пишува? Има многу бубамари низ земјава. И има, читај таму шо пишува. 2014 ТВ емисија на годината. Ами како? 1 на 1 тега. Браво, Жај. Честитам. Ајде. Браво. Нек се Ерлија. Така, Чалам ми направил емисија. Види. Ти имаш златна Чекај, бубамара. има уште. Шо имаш уште? Добро. Мојата нова книга. Камера. Мојата нова книга, само да видам. Пресоблечен човек. На Игор било. Ништо, извинете, добро. Пресоблечен човек. Игор, поздрав. Ремикс верзија. Пресоблечен човек. Слушај. Запотен па пресоблечен. Што сакав да ти кажам? Не можеш ништо да кажеш. Чекај, пошто И ти ќе вадиш работа. многу ми се чаламиш. Ајде. Ми се чаламиш и ти си имал бубамара. Добро? Ете, бубамара. Времето кога не ни пишува, зашто? Еве, не. Еве ти, чај. Дај ми камера. На Јанко бубамарата е просто за да се даде само. Не, слушај вака сега. Слушај вака. Ранко оваа ми ја даде. Во времето кога беа златни. Слушај ме сега, срцка. Стварно беа златни. Таа со посветата е кај една манекенка. Уште не сум се сретнал со незе. Ја најдов работи у Министерство за култура. Да, тоа е првата, 98. Браво. И еве ти ја, јади бурек. Ова е Две јади бурек. еволуцијата на бубамара, може да Така. направиме. И толку е. 3 бубамари кои ќе се освојат, веќе нема. Ти Тоа бар само можеш за да ги тош. штопиш. Ова не е право злато, ми се чини. Видиш? Шконтар станал Ранко. Не бе, зашто и ова е метал дека? Ша, злато. Не бе, пластика е Чисто стварно. злато е каква пластика па ти. Пластика било. Тоа е. Господ одеше по земја. Да си имаше пари бе тогаш 98. Бе, месинг, злато сува. Поздрав и за Ранко, нека ги гледа бубамарите. Ако си добар, слушаш дома и ти ки имаш вака Така 3 е. бубамари. А 2 имам. Кај ти е втората? За ексклузив е таа. Дома ми. Мислам у Ама канцеларија. заборев дека и на ексклузив беше. Да, бе, да. Тоа... Колку ти траеше кариерата во А1 телевизија? Од кај... Како ќе му дојде? 2006, 2007? Не знам се точно. До гасењето или пред гасењето? Сега ќе ти кажам од прилика. Негде од кај 2006-2007 Така. до задни ден. До последен ден. Да, беше, да. До минута. До минута. До чом кога дојде. Сега да изгасиме. Како беше драматично, како ги Не. преживеа тие? Не беше Не драматично. беше. Знаевме што Што се- доаѓа. Аха. Нормално што. Имаше таму едно многу спектакуларно гостување на еден... Да не се сватам погрешно, знаевме што доаѓа у смисла работата беше уште колку има време до крај. Знаеш? Уште колку емисии да Па истркала? да, тоа беше работата. Инаку не дека знаевме дека Колку ти остана дужен, велија? не ми е да ти кажам ништо. Не ти е? Не. Браво, добре. Еве како изгледаше тогаш во А1 телевизија и имаше... Доста пушташ со коса кај што сум. Ми скориваш јадови. Видиш ова коса е бујна. Што да направам? Види Ја го. ако се пуштам... Уште малце ко Макдоналдс ќе бидам, М ќе пишува. Кој ќе се наведно. Зашо личиш на панда веќе? Паја бе, леле бе. Паѓа? Паја. Добро бе, еве ти, на, теши се, што да ти кажам? Го натерав. Ко да не го знае. Слушај, како папата си. А што Само не мислиш? носиш капча. Што мислиш? Ова го имав на твои години. И меф имаш? Па све си доаѓа. Леле, па од буреци јадење, Јанко Па меф се јадење добива. буреци. Слушај, имаше едно интересно ја за тебе дознав со гостувањето на еден гостин. Имаше едно Па другар ти скандалоз. Латас ти кажа го пушти на вести и направи скандал после. Да, ја му го дадов. Стварно? Да. Озбилно? Да, Се реши сега се значи. да. Ја му го дадов. Ете како. Затоа што бев напаѓан за говор на омраза, дека јас сум предизвикал ово, она, ваму и таму, се сеќавам. за нешто што сум напишал на интернет, на Така? блог. Да, и тоа ми го триеа на нос, дека сум бил фашиста, дека сум тефал и така натаму. И оваа изјава, кај тебе во емисија, у А1, Да. У А2.
I love 2. 2. Ева вака. Прави со дечко Тоа ти е нешто муавет. Косител 3. За такво лош што можеш без проблем да ја натераш Анджелина Джоли да ти игра стриптиз, додека Значи овде го прашуваш што би правил гостинот власт, кога би имал потполна диктаторот власт. Да. Ова иде на А2 телевизија. Ништо сите гледа киднато Скопје, никој не гледа да создаде нешто. Така да у Македонија не можеш да свириш многу концерти своји. Одлучување такви некои муавети, ти да имаш 5 минути власт, ама зборувам за таква власт што можеш без проблем да ја натераш Анджелина Джоли да ти игра стриптиз, додека апсолутна Феру власт. свири You Can Leave Your Head On на сакс. Апсолутна власт. Таква власт зборувам. Значи ја правам нешто и никој не сме да мрдне. 5 минути. Ги запалам сите цркви. Да се Шо збориш, бе? Зашто, бе? Под мотото да не се повтори тоа. На сакс. Апсолутна власт. Таква власт зборувам. Значи ја правам нешто и никој не сме да мрдне. 5 минути. Да. Ги запалам сите цркви. Да се Шо збориш, бе? Зашто? Мирко Пиемчи. И ова помина, да, мојот колега, екс-колега од 103-ка, кој скоро ми прати една честитка со надеж за моје скорешно завршување на битисувањето и мојата екзистенција. Па му се заблагодарив дека ете, ја сигурно дека ќе умрам, а он вечно ќе живее. Така ли? Да. Не знам тоа, Да. вие си знаете Па двајцата. не знам, тоа се јавни работи. Се не знам, не е тоа нешто приписка меѓу мене и Така лично. на Фейсбук негде каде? Јавно си изјавил кај Ванковска. А, не. Така. Не се. И Шолата ти направи проблем со ова извини. Го бапна на вести. Добро. Нишо, цело време беше ало, да бе, да. Кој ти се јавува? Кој не? Кој? Мајка ти, луѓе што баба ме ти? знаат, па ти нормално што мислиш ми се јавиле? Дали имаше странски служби? Хелсиншки, дали ти се јави? Не. Што има мене да ми се јавуваат хелсиншки? Интересно, мене ми се јавуваат да ми кажат дека имам кривична Абе, пријава. твојот збор вреди, Јанко? Што ти е? Не, ја добив кривична пријава за некој што кажал кај мене на Фејсбук. Така, добро, ова скорешно збор. Да. Така, тази што ти. Да, збориме за говор на омраза. Добро. Не знам ова дали спаѓа под говор на омраза. Да ги Сериозно запалиш не сите знам. цркви. Не знам, стварно не знам. Жаре, Што ти кажам? да имаш Не апсолутно... сум правник, ниту Добро, таков новин. Добро, Појма. окей, не знам ни ја, еве не сум ни јас. Не знам. Да имаш апсолутна власт, Жаре, што би направил? Абе сигурно нема ги запалам, ја не се сложам со тоа, ама немам проблем Мирко ако сака така да си каже. Прво чекај нешто да ти Значи, кажам. Мирко ако не е, дали би Мирко не можел е ја да Обама. дојдам, Дозволи, да дојдам ја кај тебе Што у сакаш, емисија кажи си, и да кажам, еве, ја сакам сите комунисти да ги запалам. Абе кажи сите штабови на СДС да ги запалам, ако сакаш кажи. Не е Слободно. тоа. Абе види се, ама ако сакаш да си кажеш, Сакам ќе си сите кажеш. ВМРО-вци у Вардар да ги фрлам. Пример. И кажи си. И тоа не е говор на омраза? Абе Јанко не знам. Од кај да знам? Абе јас сум ентертејнер, човече. Од кај да Ама ги знам ја овие ентертејнер работи? си имаш одговорност, некој ќе го тресне ова кај тебе. Имам, ама негова е одговорност, не е моја. Твоето таму тера и не Да, знам со ама ти Фејсбук си можел да го сецнеш. Не сакам да го цензурирам. Пази, мене ми викаат, си требал ти тоа да го цензурираш, затоа имаш кривична пријава. Можда. Стварно не знам како се закони, да може да се сменети, појма немам. Па менјаат закони, појма немам како иде тоа. Види да ти кажам нешто. Ти би пуштил буквално било кој што. Еве некој да рече, до кај ти е границата? Еве рече, слушај, ја да сум апсолутна власт, сите девојчиња од 9 години, голи кај мене да ги силувам. Така, со америчко знам ако треба. И би го пуштил Чекај тоа? да Би поминало? Нема да стигне. Ова е друго време. Друго време. Нема да стигне тоа, форматот не ми е таков да правам такви муавети. Така. Овде е друго, овде гајле ми било, тоа ти викам, не трчав по рейтинзи. Гледаш, кога ти е Гледаш. колку е помала гледаноста, толку е помала одговорноста. Скроз. Ти текнува? Скроз. Затоа и немаше последици. Скроз. Оти низок рейтинг, небитен Ама гостин, Јанко, види само нешто да анонимус. ти кажам, ипак, немој Мирко, кој малку знае за Мирко Попов, Да. не го чуди ова. Ама не е битен он у суштина. И У плюс, да суштина не правим ова дека Мирко кажан... не е некаков председател на некое граѓанско здружение што претендира да ја води државата или ама сите ние политичар. приватно можеме да си кажеме. Може. Еј, сакам да го убијам, ама Whatever. ама тоа на медиум да иде? Ти кажам, може други времења бе, не знам. Од друга страна што правиме со YouTube. На YouTube знаеш какви се работи има? Така? YouTube веќе цензурира тоа што не може на YouTube на LiveLeak. Така оди? Ти текне? Не знам. Си видел? Само знам Значи, дека има сите 500.000 погадни работи од ова. Сите обезглавувања можеш да ги видиш во живо на LiveLeak. И тоа стои.
Да, јасно. Со е Исил мисел. И ја мене одамна ме нервира уште што тројка урлав и викав, добро бе викам. Ќе се покаже гс, ќе се покажат цициња, ќе се покажат гради женски, нешто прават секс у 8 саат и цела држава скандал прави од тоа. Так. У вести ми покажуваат мртви, лешеви и така натаму, тоа е во ред. Малце ми е мене перверзно, жаре. Со ова се слагам. Мислам, Со ова се слагам. ама како ќе ги правиме исклучоците? Кој ќе го ставиме како принцип на работење? Гледа, ќе ти кажам, Никола Младенов што ми има кажано еднаш. Не еднаш, повише пати го има кажано на повише луѓе, мене еднаш, па на друг пат и трето. Бидејќи пак ти викам, многу сум среќен што имав можност да седам со човекот во кафана, едно друго да се избориме на секакви теми. И кога ќе дојдеше овој момент да се зборува, Никола Младенов ќе речеше, многу сте чудни вие македонците. Нормално, и он се смета за македонец, фала Богу, да не се фатат одма сите. Бидејќи многу се фаќаат за него, за се. Он е био са вселене. Да, глупости. Значи, вика, многу се чудни македонците, ај така да го парафразираме малку. Се сака македонецот да му се случи во неговиот животен век. Тоа е едно од најпаметните работи што ја ги имам чуено. Било кога. Све да проба. 1876 кога е Constitution на Америка. И ние се чудиме зашто имаат они ваква, таква, онаква култура. Значи, некои работи не им е време и место, едноставно. Ние треба да се помириме за тоа дека сме само тркалото што го носи натака, а не дека ќе ни се деси утре ден да имаме не знам каква политика. Знаеш, политичката култура на колку ниско ниво, мене многу ми смета тоа. Одвратно ми е. Зошто ова делење на црни и бели постои? Знаеш тоа колку ми смета мене? Многу. Да не можам прима ја да дам кај тебе мисли зашо? Па јас со тебе може да не се слагам на милиарда теми. Така. И да не ти дам. Па и не се слагаме. И ќе се караме, ќе дебатираме, така, и не се сложиме. За 5 работи не се сложиме. И не е никаков проблем. И не можеме да комуницираме јасите. Конкретно Џон Стюарт 500 пати има кажано дека омилен гостин и заедно си одат 100 пати, му е било Рајли. Тотално радикално спротивен од него. Да, едни со други. Мене тоа ми смета и затоа ти го кажав ова као анекдотичка некоја со Никола Младенов, бидејќи тоа е вестината, Јанко. Значи, прво до вчера што се вика МТВ 1 и 2 постоја, политичките партии се буквално деца во светот на политиката глобално и се инфантс, што викаат, дечишта, незрели бебења, ќе растеме, ја верувам дека држава ќе оди, ќе расте и ќе биде добро. Млад си интелигентен си, има 26 години. Одлично си ја работиш работата. Ти смета оваа поделеност. Многу. Зошто? Што чувствуваш? Што ти збори тебе подсвеста? Што те плаши? Ама биди искрен. Искрен сум пати цело време. Дека кон што ќе иде ова? Кон што иде? Што те плаши? Ме нервира мене општо поделба. Например, ти сега викаш вака така Мирко. Човек у реду, Мирко има различно мислење. Embrace it. Не е ништо страшно. Мирко да сака ќе ги запали, па нека ги запали. Ја не икем. И не мора да значи дека сега треба што Мирко да живее во палење црква Донија, а ние ќе живееме во христијанство Донија. Ќе се поделиме нешто. Па тука сме си. Тоа ми се свиѓа у Америка и у зрели демократи. Многу ми се допаѓа. Што луѓе може да си кажат што мислат и да си се искараат и да си продолжат понатаму. Пробај да кажеш кај Џон Стюарт отиди и кажи нигар. Кажале многу работи. Не, ама нигар не кажале. Ричард Прајор се прослави со кажување нигар, црнец е Ричард Прајор за тие што не знаат, еден од најпознати стендап комичари. Не таа приказна. Кога црнец сам си се нарекува овакво. Не, белец која ќе нарече. Исто како палење во црква. Ако да има такви многу примери ќе ти ги пуштам. Ќе те снема за 2 минути ќе ти изеде мрак. Не. Види. Ќе ги сносиш сите последици за говор на омраза. Гледа го Џон Оливер што збори у емисија, сега, да речеме Џон Оливер се врати со нова сезона пред 2 недели. Оправдуваш повик на насилство. Не оправдувам, човек, ја мислам дека не треба тоа. Дали си свесен дека постои закон кој вика не е важно дали оправдуваш или не оправдуваш. Не е тоа слобода на говор. Слобода на говор, значи ти збориш за демократија. Иначе да чистиме, имам во фирма, продукција, правници, едно друго. Ја не сум за ова експерт, нека не очекуваат луѓето дека ќе разјаснам нешто. Не, си збориме. Појма немам. Па и ја не сум. Колку кафана да сме, тоа е. Адвокати јас си имам, нели? Како ја подради? До минимум знаеме. Само да кажам, нема некоја експертиза да кажам сега ја. Национална омраза се одговара кривично во оваа држава. Добро. И сега
ти треба, нели, као водители, ние треба да отприлика да знаеме, да имаме свест што е повик на омраза, што е повик на насилство, што е расна, национална, ширење на расна и национална омраза. Добро. А што се разликува ова, да речеме, од овие Шарли Ебдо, што цртаа, што прават? Тоа е 500 пати, нели, као повеќе. А тоа е хардкор. Тоа е хардкор. Како може тоа да го прават? Така. Да трнеме на страна ова грозно што им се деси. Шарли Ебдо од кога функционира? И од кога цртале правеле? Тоа не е од вчера? Гнасоти. Од кога црта? Гнасоти. Ама никогаш не сум посакал нити да бидат убиени, нити запалени. Нити сум повикал. И плюс пак ти кажам, Мирко не е, Мирко е човек, Мирко 103. Значи, поради тоа да има не го оправдувам. Не е он, не ти го бите, оправдувам. не го спомну името, не е важно. Збориме за принципите. Има врска кој што зборува. Друго е да искочи политичар и да каже нешто, друго е да искочи некој анонимус, а? Кој да е некој? Така? Друго е. А законот за кого ќе важи? Ба си важи за исти? Не знам каков е законот, стварно не знам. Што вика законот? Вика, слушај, Жаре е малце популарен. Не. Жаре ќе најбе малце поише, вика од Јанко. Врска не. Не, ја уствари вечерва, еве, неколку пати бев... Пример ако ја кажам нешто. Да, ти ако кажеш нешто, нема многу, толку не се јава. Така вика? Јанко ако... Па не вика нормално дека не вика, бе, Жаре. Па не вика. Еднаков е. Сите сме еднакви пред него. Ама гостинот, пример, ако јас сум ти гостин, сега ја истресам нешто код деб. Ја морам да се оградам. Така? Да. И си чисти? Да. И ќе му... Па Јанко, што е проблем тука? А? Па ти ќе се оградиш и толку. Значи, Тој што збори нека си брка работа? Така е. И треба да поднесе одговорност за јавно кажаниот збор. Треба. Така. Ако законски е така поставено, треба. Значи, кога утре ќе ти се случи пак ваква работа, не дај Боже, ти ќе треба да се оградиш од него. Така. А сега како ти е популарна емисијата, пример, Алфа конкретно што ми кажува. Ќе биде малце по напнато. Алфа си кажува, бла бла бла, Васко едно друго, нормално, супер се Алфа иначе, не прават нешто да нема речеме. Нема гајле, одлични се. Чашуле одлично си ја работи работата. Немам со нив ја контакт искрено, ама добро ти ја поставен на телевизија. Него овие други, да речеме, раководството, не ми вика ништо, него само кажува да си знаеш, нормално, ние сме си соработници, но ако има нешто ваму таму, не знаеме што ти збори Васко Ефтов во емисија, ни пати бараме да видиме едно друго уреду, си имаме соработка, си веруваме. Тоа е многу битно. Некако доверба е многу битно да си има. И вика, не дај Боже ако нешто има, нормално, тоа си е твое. Така? Тоа е тоа оградување. Ако Жаре истресе глупост тука, Јанко ќе се огради. Очекуваш некој твој разговор да најдеме вака овие 25.000? Беа 26 па 20. Па ако се стварно 20.000, гарант има нешто мој. Ти па 100% си слушам. Што има? Ја многу пцујам по телефон. Па пример ако ти се јавам тебе, нели така иде тоа сега. Тебе те слушаат, ја ти звонам, двајцата сме снимени, пример. Така да гарант има нешто така. Сигурен си дека си онака не си швалерски тип, да после не се чудиме. Може да има нешто, Може да има, а ја овде пропагирам моногами и нешто зборам таму. Ќе се објасниш кај девојката вечерва. И после искача. Слушај. Ало, Јанко, што правиме со овие две? Не, ако чуеме се вечерва, ало, ама женско. Не дај Боже да чуеме, дај. Ало. Ако се јави Спасе, тоа ќе биде лошо. Од кај излезе бе тој Спасе? Спасе, ти е... Стој! Оди со реклами. Ајде. Спасе. Спасе е легенда. Спасе, ти е човек... Многу интересен човек е Спасе. Со Спасе не може да правиш муавет. Го видел некој Спасе? Да. Не, мислам... Базиран на вистински лик, инако. Се појавил ли кај тебе во емисија? Не. Се јавува цело време само. Како Роб Камербанот кај Рей Кукс. Се сеќаваш на Рей Кукс во MTV? Не. Баш во MTV? Се викаше Most Wanted емисијата. И беше најгледана емисија во Европа. И имаше еден камерман кој се викаше Роб и никој освен раката негова не се појавуваше. И беше Па тоа како Джеф Питерсон кај Крейг Фергусон, ние тоа правиме. Знаеш, многу интересно кога ќе речат, крадете од Джимми Фалон, крадете од Кимел. Ја викам, не крадеме од Крейг Фергусон, иначе го сакаш да знаеш од кого крадеме. И све е крадење, све е, да. Види, не може да измислиш топла вода. Не може. Може само да рециклираш, да правиш новитети. Све е измислено. Не може. Стварно можеш само да, само можеш да го направиш. Ама тоа е брилјантноста, Јанко. Не, да најдеш да ставиш ти свое. Така е. Да излезеш што свое. Добро бе, со Спасе ти ми го пушти у емисија?
Да. Знаеш ли дека уште има луѓе што се убедени Ја мисля дека се пола, ако не и повише. дека веруваат дека стварно Спасе се јавил, дека е тоа реално од емисијата? Па бар да видат дека камерите не се така поставени. Сега слушај, ја па наивен, кој што сум, убеден дека сите го сватиле штосот. Да. И вчера или завчера ја пуштам радиската снимка на снимениот Гоцав, да. разговор помеѓу тебе и Спасе. Прислушкувањето. Прислушкувањето. И ми викаат, ми пишува еден, Жаре, стварно ти направи она? И сега ја не го сваќам за сериозно, да викам стварно го направи. Педерче. А можеме више? Или не си пол? Ајде, почињаме. Може. И што мислат, дека таму сум заедно со прислушкуваните и јас. Спасе е на вистински лик? Да, да. Ти го знаеш тој лик со кој или Спасе Заедно или го знаем. тој што го глуми? Заедно. Заедно го знаете. Да, и го правим. Бидејќи Миле Паника, Добро, така да, јасно. го знаеш? Јас Лекар знам е. приказката. Да, ја знам приказката. Сега со Бране не сме збореле баш за ова. Мислам дека базирано е. Базирано е. Не е баш дека Не. као Али, целото. да го чуеш лекарот, не ти кажувам кој е. Така. Да. Не ти кажувам. Пријателка моја има патувано од Скопје до Белград. Аха, со Миле Паник. Ќе умреше. Затоа што он така на вистина зборува и јас да ти кажем исто. И тоа Миле го извади 90-та година ми се чини тоа, ако не беше и порано. Првите појавувања на ННР се не се на на К15. Радио Нома. Или на Радио Нома. Радио На Нома. радио е, на радио Да, секој да. случај на радио. Да, на радио е. Миле Паника, Тошо Малерот и Цацко Да, Конопишки. да, они од таму. Така е. А Спасе? А Спасе Од ќе кај тебе? видиме до кај ќе тера. Да. Кога го извади? Прв пат Спасе прв пат се јави како јавувач во пародијата на Драган Вучич. Што ја правев? Направивме пародија Јамп Коцки. Не се вика Срекни Коцки, туку Јамп Коцки се Јамп вика. Коцки. И пушти ја, ќе видиш. Чекай, И се јави прв пат видиш ова Спасе. сцени има. А зошто ова ти оди? Жити За мајка, перверзија. Дојде 11 сепал почна педерче, Спонзор- вака, така, голоти. Спонзори од Малдиви ми се спонзори. Види оваа работа. Што ти е гајле, човече, ќе правиме муа, бе. Пушти се и чека, сакаш аудиото да го пуштиме? Вака звучи. Не пуште. Чека, не пуште, гаси, ќе ти го кажам како е аудио. Еве ти со музиката ти избори. Не треба. Ето ти го аудиото. Тоа има, еден спие, оваа мачка. Екстра вирджин олив оил. Ладно цедено. Ладно цедено. Пушти го првото јавување да видиш дека гласот му е различен малку. Уште Да. го немавме средено кој што треба. Пише Јамп Коцки. Баш само така. Македонска. Не македонска. Ево тоа што правите тие. Многу има, бе. Пушти. Ева дури не е ни од еден на еден, човече. Од друг канал некој. Ова е емисијата Јамп Коцки, јас сум Жарко Коцкица. Ајде следниот гледач, ајде пуштате го. Првиот гледач за денеска. Ајде, кој е таму? Ало, кој е? На потенка. Ало, да, кој е? Ало, Појдете. ало, Жаре? Кој е на линија? Ало, Жаре? Те слушам, кој е на линија? Спасе, Жаре. Ајде, Спасе, кажи... Како си, Жаре? Не сме се виделе 100 години, не си укај стрикоти. Да. Жаре? Така е, да, ајде, кажи вака, кажи стоп, окей? Како Може? стоп? Така, ја ги вртам коцките, ти ќе кажеш стоп, окей? Да. Ајде. Ајде од почеток, значи ја ги вртам коцките, ме гледаш на телевизор? Да. Ја ги вртам коцките, ти ќе кажеш стоп, што не сваќаш, добро ли? Да, стоп. Ама не, слушај ме сега, ги вртам коцките, ти ќе кажеш стоп, окей? 3-4, ајде. Стоп. Ајде бе, добро, нема везе, 6-ка. Ајде, може подле 6? Може, ајде. Да, може 6. Спасе, прашањето е малку тешко, има ли некој до вас таму? Како до нас? Така, со кој си, кажи, има ли некој Со таму? жена ми, со децата, свекрва ми е тука, јатрвата, кујна е. Добро, супер, ќе ти помогнат. Ајде, Спасе, која е нашата планета? На која планета живееме?
Помош? Спасе, што помош си гледаш таму, каква помош? 6 букви, на која планета живееме, Спасе? Македонија. Оф, мори майко. Не бе, планета, Спасе, планета. Прашај си ја трвата таму. Планета, кај шо планета? Планета. Зелка. Спасе, на З почнува, на А завршува, не е Зелка. Зумбу. О, боже, Господи. Значи, не е тоа, Спасе. Ајде друго. Зденка. Значи, ќе ти дадам друга шанса. Од кој град си, Спасе, ти? Од тука, од нас, од Скопје. Од Скопје, дека си од Скопје, Скопје ми е омилен град, ќе ти дадам уште една шанса. Ајде, кажи З, А. На која планета живееме, Спасе? За. О, мајко моја. Земја бе, земја да те земе, земја. Ајде ти се признава точен одговор, утре од 4 до 9 сабајле дојди или вечерва од 1 до 3:15 ако сакаш да си ја подигаш наградата. Ајде бирај, сакаш вечера во елитен ресторан или бурек ладен? Бурек, а зашто ладен? Спасе. Не, тоа не можеш у сценарио да му го ставиш. Знае да постави онака... Само bullet points имаме, на кај одиме. А како стигаме од точка до точка е фристайл. И затоа и се смеам кон зелен таму. Зашто не знам што ќе каже. Така беше и со снимањето. Така, да. Нели, само знаеме како ќе треба да завршиме. Актер ли? Не. Не, ќе ти кажувам кој е. Спасе! Ало! Абе! Ало! Зашо вака ми правите, бе? Спасе! Ало! Спасе! Јанко! Спасе, збори си, бе, збори си. Ако е Јанко, ако е. Знам дека рековме со Јанко не треба да збориш. Збори. Живе. Спасе, шо ме оговара? Жаре, шо бараш таму емисија? Кај Јанко ли? Не ли си науф? Па даде, на гости сум кај Јанко, човек. Оти туку оваа телевизија. Па тад ме викна Јанко, Сител 3. Ало, Сител 3 е. Кој Сител? Па Сител 3, значи Сител имаш... Не е тој знакот Сител е кругче, такво со квадрати. Така е, точно. Ало. Ама пак е Сител, остај што го нема тоа со боите. Пак е Сител. Тројката значи Сител 3. Па кај е Сител 2? У Кратово. Ало. Не е у Кратово, нема ништо у Кратово. Си бил ли во Кратово, Спасе? Ало. Си бил во Кратово? Како не сум бил, имам таму пријатели. Ти се свиѓа ли у Кратово? Ало. Ти се свиѓа у Кратово, како Ти од е? Кратово ли си, Жаре? Не, на Сител 2 кога ќе бидам во Кратово. Сваќаш? Ке бегаш ли од Алфа? Не, ова е целова логика како вака е. тера? Да. Што се смеете, не од озбилна емисија? Ало. Гаси го. Не, чекај. Не ме оти да ме гасиш. Не, Спасе, не те гасиме. Кажи ми, што ме оговаравте ти и Жаре на телефонскиот снимен разговор? Ти па све да знаеш. Така е, Спасе. Више да не му кажувам, Спасе. Готово, батали, не му кажувам више ништо. Готово, спушти слушалка, Кој ќе Спасе. ми даеш хонорар што се јавувам Бог? Гаси го режија. Не го гаси. За пари ме прашува, гаси. Колку ти дужи, Спасе? Пари? Не кажувај, бе, гаси. Колку ти дужи, Спасе? Гаси. 9,4 да не плаќам данок. Гаси го режија. Ке почне да ни кажува тајните. Спасе, те лаже. Сега е на 21.400 крената. Не го слушај. Спасе. Па нека дае 20. Не. 12 слободно може да ти даде, пак е малиот данок само 10. Не го слушај, ништо не знае. Јанко е со власта. Он ништо не знае. Слушај, он не плаќа данок воопшто. Спасе. Он те мува. Ти не бега телевизор. Да му ги земеш парите, ич гајле да не ти е. Не, мој, не го слушај. Не ги давате, гледай го како гледай го. Што? Зашто не... Ало, гаси го. Како викаш ти ме кога седиш тука? Гаси го. Ама мене ме слушаат, тебе не.
Ти си ги програмирал, на твој глас работи ова. Пошто гледам нема луѓе одне. Од джандари учев како тоа. Лажете народ, дало. Лажете народ. Спасе, спушти си слушалка, слушај, осте го, не го слушај, Спасе. спушти си. Спасе. Спушти си. Спасе, да му ги бараш парите. Они те слушаат тебе, спасе мене. Ете го. Ете ја лојалноста која ја барам. Фантастично. Слушај, ја стварно не знам, ова типов не може да сценарио да се направи. Значи, логиката да ја симплифицира работата до таква небулоза, а нема ништо безобразно, нема вулгарно, има некоја логика која тебе нема ни да ти текне уопште да ја поставиш. Мислам, не знам, секој негово... Јако. Фантастичен е, мене ме чуди како овој лик до сега нигде го немало во радио, на телевизија. Ова е брилијантна глума. Ќе си го растеме полека. Аха. Ќе го растеме. Дозирано. Да го бараат. Смеам да кажам мои импресии како изгледа? Не бе, шо па ти изгледа кој Јул Бринер, шо доволно. Ако го видите Јул Бринер на улица, тоа е тој. Така или не е така? И сега сите кела и луѓе што завикаат Спасе, тешко нив. Ало, ти ли си? Кажи ало, ти си Спасе. Така. Многу убаво се разбираме, пошто исти тип на хумор имаме. И многу сме онака, како едно, буквално. Значи, многу ми убаво со човеков... Спасе, по-оригинална работа нема. Ако можам Спасе да го споредам со нешто во тој хумор, е Докторот на Викса. Од ноќната. Јасно. Ти текне? Тоа беше многу јак лик. Балканска е банка. Балканска е банка. Каква емисија, супер. Знаеш дека му се јавил, да, и му рекол, смени го името. Така, а? Да. А да не го смени после? Знаеш дека излега? Па го смени. Го смени. Како беше, поинаку беше? Среќа што не сме го ставиле за председател Викса. А, така, му јавуваат и менја име, а? Да, као мене што ме притискаат, јади бурек не е, вика со согласно со владината програма за здрава храна. Точно, не. Да. Јади крастајци. Не, јади брелкула. Или така? Да. И ја им реков, викам, слушај, ти што мислиш дека ќе го сменам името? Може да висиш наопачки да ја гледаш емисијата или да го свртиш телевизорот. Добро? Глеј се, авака. Така. Менјање име. Знаеш ли кој го направи ова? Прв. Не. И се изблокира. Ај, помогни ми. Кој ова? Му се јавува во емисија и му вика, твојата емисија ја гледам наопачки. Аха. И овој му вика, гледај ова. Така. Ајде, нека ти текне. Кажи ми од која земја. Опонентот на Джей Лено. Девид Летерман. Летерман пред некоја година го направи ова. Ја гледаш емисијата наопачки, да. На стари години. Стари години, еј. Ака па праја. Шо постар, потерсене станува. Како? И ти така, а? И ја. По-хардкор ќе станувам. Сега сум по-предпазлив. Знаеш како стареш, ти се осамостојува, знаеш, и се поише се осеќаш како Кајзер Созе. Еве, например, на Миленко многу му замерат зошто е толку пис, знаеш. Да. Ма Миленко е Кајзер Созе. Никој ништо не му може. Он сам за себе одговара, има 30 шарпланинци, толку е. Така? Значи, не можеш да му ги речнеш децата, не можеш жената, нема ништо од тоа, нема шо да го фатиш, ништо не го тангира, ти текне. Има малце сега, не се согласувам со него, за многу работи. Ама, знаеш, и изгледа така, знаеш, кога си помлад, приметуваш колку си бил по-либерален. Сега како ќе ти расте емисијата, ќе се етаблираш, ќе станеш по-крут, помалку еластичен, и како ќе старееш... Знаеш, друг е муавата дека сега твоја е продукцијата, твоја е се, тоа има многу врска. Пример, кога работев во ексклузив, ама не уредник, водител кога бев. Тогаш, значи имаше 20 кусур рейтинг. Значи, јас тогаш бев 100 пати по-популарен од сега. Тогаш ми се случуваше буквално. И тоа исто многу има врска, што на млади години видов таква една популарност многу голема. Знаеш, на 18 години кога не може по улица да одиш. Ексклузив, тие беше, и тогаш лепнуваш во памет. Прва емисија, онаква, она шорткат, фул, онака... Пред А1 Вести у 19, Јанко. Да, прайм тајм.
Нема по-благодарен термин на македонска телевизија во тоа е историја. термин на мечето ушко. Абе, пред вести наеден човече се Тоа е, знаеше пред тоа. вести иде. И ти викам, се случи тогаш мене тој, и тогаш летнуваш во облаци едно друго, тогаш ти се случува тоа да те спушти на земја, општо животот како таков. Ти тегне не дека нешто конкретно. И тогаш ја ги испонаучив тие работи. Затоа сум сега можда по... Ти го викаш тоа професионален. По одмерен, по... Знаеш како? И размислуваш за последиците. И Знаеш тоа. што може. Оти као помлад баш ти е преку тасе. Така. Што сака? Тие гајле, ќе се преседиш. Сега веќе сакаш и корен да пуштиш и тоа многу значи, искрено да ти кажам. Јас сум сменил доста телевизии и никогаш не сум сакал да ги сменам. Секогаш сум бил принуден да ги напуштам телевизиите. Да. Си имал добри односи со уредници, газди, да речеме, Све било добро, додека они не почнат во некоја криза да влезат, обично знаеш како, емисијава им носи многу пари. И ќе се распиштолат, ќе стануваат арогантни, почнуваат да трошат на луксус наместо на вложување и све како и емисијата си има еден осцилоскоп, си работи угоре-удолу. Така и финансиски си има успони и падови емисијата. И кога ќе им дојде падот, они мислат, знаеш, и почнуваат, доста ме злоупотребуваа, знаеш, уценуваа луѓе место мене, не сум ни знаел, знаеш, со мене. Кај Јанко ќе му давам емисија за те. И такви работи имаш. И кој ќе дојде, знаеш, падот нема пари, не може да ме плати, ја имам една работа, жаре. Ако месец дена не ја добивам платата, ја се спакувам и си идам. Си го направил тоа некогаш? Значи секогаш. Се случило? Да. Секогаш, always. А приватно зашо не си почнал? Мислам, ти си продуцираш и крај. Никогаш не успеав да соберам средства за да купам опрема. И ја не знам што ми треба. Значи, копродукција ќе биде, не мора да биде комплетна твоја. Знаеш како? За ова ќе разговарам со Милче од 3D. Ќе ми биде гостин идната недела. Човекот е еден од најстарите продуцентски куќи. Работи, да. Голем професионалец. Све. Од емисии до кампањи и се. Веруваш ли дека он првиот човек кој заедно тогаш со Миле ми дојдо и ми рекоа: Јанко, емисија да правиме. 15 минути секоја вечер, 20 минути секоја вечер, со камера горе, да ги читаш вестниците. Уште немаше идејата? Како таква? Ја бев на радио, бе на 103, ни на крај памет. Они ми доаѓаат со ова, мене ми се допадна. Пошто ја со сопругата Лидија, тоа правевме на 103, читавме вести и се зезавме. И вика, дај тоа на телевизија да го правиме. Утрешни вести. А како утрешни денеска? Немој спасе, пак ќе се јави. Жити се. Немој за спасе, жити. Колку кошта, дај ми го спасе еднаш месечно. Жити се. Еднаш месечно, може. 12.000, 200 На блокот евра. реклами ќе видам кои ти се спонзори, ќе пикирам еден и така. Ќе те однесам кај еден од спонзори. Ето така. Тоа е врвна идеја што функционира секаде. Али не ја направивме. Не ја направивме. Многу лошо стартувавме со нив и они се повлекоа и ми рекоа: Јанко, тера идејава, вика, не можеме да истераме. Во еден беше строго јавување, немаше вестници? Строго јавување без вестници, беше еднаш неделно. Да. А вестниците кога почна? Вестниците почна на ТВ4. На ТВ4. Гутенбергова галаксија. А требаше да ја стартувам со вестниците на Сител. Знаеш ли зошто не стартуваше? Дзинго ме знаеше, му бев дисџокеј у дискотека. И ќе стартувавме. Не стартуваше затоа што овие не можеа да спонзорираат. Дискотека Парк пушташе, бе? Да, бе, да. Јанко. Старо мага. Да, Мице и ти. Мице, добро што се сеќаш, со Мице работевме заедно у МНТ. Добро. После он работеше у Сител, у Силекс, у Парк. Јасно, и после јас продолжив. И до 93-та. Браво. Да. Браво. О, какви добри забави сме правиле. Така, а? До толку, бе? За да го направиш? Ми текна на сите балерини. Жена ти овде. Манекенки. Знае она која ме фати, тоа тие години се фативме. Знае од кај ме исчупа. Ај, кјути. Шо све простила жената? Слушај, 30 кила помалце и коса 20 сантима подолга. Шо ви кажа? Го немало ова тука? Немаше лакво, немаше. Добро. Отидовме да бараме пари од вестниците. Утрински, дневник, ово, она, ваму, таму, да даат нешто постотка, ово, она, за хонорар да извадам, за да ги презентирам вестниците. Јасно. Добар. Двојка.
Сега плаќаат. Абе, ајде. Не ме зезај, лажеш. Не ти верувам. Не, лажам. Нема шанси, каде бе, па тие кај имаат пари сироти. Лажам. Па ја тиражите вака. Лажам. Многу се во тешка состојба сите вестници, ама сум рекол, печатен медиум без пари рекламирам кај мене у емисија. Ќе си обстои печатен, ама ќе биде многу по-тешко. Иначе ќе обстои, не може, јас си го сакам тоа. Дефинитивно. ТВ4 ми спомна. Тоа беше пред да стане Спорт 4. Пред. Ја бев во Спорт 4. Ја бев во Спорт 4. Значи, друже, сочувство мое, ти знаеш што е мака. Така, јас. Ја ваму издржав Гутенбергова. Пред Ајден бев во Спорт 4. 9 месеци. Толку, а? Почна емисијата, треба да почне емисијата, не може да почне, нема камерман. А пред мене камера од 20.000 евра. Не, каква опрема имаше добра. И чекаме 5 минути, 10 минути, нема камерман. Што е работата? Си отишле луѓето, не ги плаќаа. Да. Нема кој, само еден човек на реализација. И доаѓа тамо, тој што беше главен, тојш, и донесува еден тип, вика стартујте. И застанува камерманот и стои вака. А он не знае сирот. Стои вака и се клати. И јас сваќам дека е Џон Пијан. Стои ја држи камера, треба да сум гостин кај тебе, кај мене. Тоа е уште поубаво. Слушај, стои и заспа. И ја го гледам вака. Добро што не заспал на тоа зумот, па да ти тргне натаму. Остај друго. Гледам панталоните кои што беа си измоча. Мамбе, Јанко. Така, си станав, thank you and fuck you и... Јанко. Кој ќе ме викнеш следниот пат, ќе ти кажам како си отидов од 103-ка. Грозно е. До толку? Знам. Знаеш дека знам? Знаеш? Не знам од кај знам, а знам. Знаеш. Затоа што го пишев и у книгата го извади. Па си правил некои работи ти, да. Ми текна. Многу е тешка работава. Не е лесна. А веруј ми, мене ми е полесно со политичари од што тебе работата со музичари и со естрада. Можда до негде, да. Слушај. Што треба вака со клешти да седиш? Не само со клешти. Прво, не се елоквентни. Второ, нема за што правите муабет. А и не знаеш што треба да даде. На француски, на англиски, што ќе каже, друже? Што ќе каже? Нема концерти, нема албуми, нема овак. И ако само накриво нешто, пошто тоа има животот како овакво, ќе те... Или зашто така во форшпан тоа, леле. Ниеден политичар не се побунил. Што знаат што зборат. Во смисла, доаѓа збори и знае дека ја тоа ќе ти го користам нормално. Абе, сум ги правил пердаш, никогаш на лично не било. Имало партиско, ово, онама. Никогаш лично со сите тие луѓе здраво живо. Така. Ова со естрада. Работев и тие ќе се кога пишуев е со естрада. Никола Младенов ме молеше да останам. Не, никош, не може. Не иќам. Ми даваше дури кутриот, бевме другари, ти викам уште од детска радиодрама. Молим те, вика, еве ти 3 месеца ми даваше плата за да се издувам и пак да продолжам тоа да го правам. Оти добри беа интервјуата, он беше задоволен од тој. Ти не знаеш, бе. Ми вика, со перока ми каза нешто, тресно е глупост за некоја личност. И ја вика, окей, завршувам све. Ми звони у 6 сабајле, бриши го тоа. А тоа ти иде на упечат. Вика, ја ќе идам, ќе го забранам печатењето, не знам ово она, или не знам тамо. Ќе го откупам. Да, абе, Бог да чува и да брани, бе, ти не знаеш. Знаеш што интересна работа, ова од муавет со други луѓе. Потешко ти е, тебе новинари го имам. Порано некако, знаеш, оној момент кога имаше бум од спотови, Чуда Миличевиќ кој правеше 500.000 спота Ребека месец. Да, нокаут се растура, Авалон работеа со Каролина, нокаут, Тоше, едно друго. Колку е погубно, човече, како од тогаш ентертејментот само надоле и кога се деси трагедија со Тоше, како у гроб да влезе ентертејментот и толку. Застана се. Имаш некој бенд да го извадиш нов од тогаш наваму нешто? Не, пак се враќаме на Суперкикс. Мислам дека има, ама се медиумите криви. Пошто и они некако решија да ќе го готово го закупуваме крај. И се фатија српско. И почна. Пам. Сега не можеме да избегаме тоа српско више. Тоа, да ти кажам право е, сите сме криви, зашто, например, според мене, Каролина, Калиопи, Владко Стефановски, треба да биде овде Бог, Јанко.
Ја тоа подпишувам со две раце. Горан Трајковски, кој има продадено албуми Исто. низ цел свет, колку сите овие Можеме да ги што редиме. нема човече, едва има. екзистенцијален проблем. На привремена работа у Германија, тоше на тирнеја со музичар, се шегувам. Јасно, Али јасно. точно се согласувам. Тие луѓе треба да се богови овде. Тоа е многу лошо. Мал пазар. Не знам дали е мал пазар, не се слагам толку, мислам дека поише у нашата матрица на размислување, ние некако тука да не си го поддржиме нашето. Верувај, фалат неколку милиони за да биде тоа на домашен пазар. Они затоа мора да идат на Балкан. Фалат. И фалат. мене ми треба. Фалат. Мене ми треба релации и односи културни, цивилизацијски, политички, кои што имаме со Србија, да имаме со Бугарија, да имаме со Грција. Само така ќе кренеме глава. Нам ни треба простор да се иска. Дали ти текна? Дали си го памтиш настапот на Тоше Проевски, на некој си од она блювотина. Зајди која беше? И која сите тие дроци, дролји таму, оние силиконски мрсули од личности кои не можам да ги смислам, искрено да ти кажам. И таму некој си, ево ga Македонаца, еде, и кој ми ја запеа, зајди. Така? До ден денес таква изведба, мислам... Е, точно фали тоа. И Џамбазов кај Слави кога отиде, кога сознавето, така, кога дојде. Легендарни се тоа работи, ама стварно тогаш многу поотворени бевме и поблиски пазари. Сега некако види гревата е... Сега некако, у овој момент додека ја и ти правиме муабет, народов знаеш ли за што е посран? Дали ќе ни се случи украинско сценарио? Абе, тоа е сега се фаќаш ти за последниве, не знам, месеци, абе, човек ова трае со години. Не, така е. Ама ти кажувам... Требало, знаеш, од кога да им текне. Психоза. Владко Стефановски цел живот 40 кусур години кариера има. Кога го поштувале како што го поштуваат у Белград? Пуни Белградска арена неколку пати поред. Тавитјановци прават растур по цел свет, дирани и мали гар. Овде уште се расправа. Пак ли нив ги земаш у емисија, ми викаат? Па како бе така? Ајде бе. Гарошо е еден од најдобри бубњари во свет. Човече, таму нему Ману Каче му се клања, бе, човече, што да ти кажам? И знаеш до што сме доведени? Иван Ивановиќ ќе прдне да ми извиниш и го 50 портали ќе го споделат. Who the fuck is тој, бе? Иван Ивановиќ супер човек си е, водител од Србија, ме разбираш? Тоа се дешава. Ја и ти сега ќе дробиме овде 3 сата, нема никој да вади не знам што, или ако извади ќе биде на некоја 500-та тема, политики, глупости, едно друго, whatever. Ме разбираш што сам да кажам? Не си ги почитуваме можните идни звезди у Македонија. Жаре. Без разлика пејач ли е, глумец ли е. Што сакаш? Жаре. Многу добар момак си. Драго ми е што успеав да излечам конечно и ти да бидеш гостин негде. Иако, нели, не беше монолог, повеќе беше диалог ова. Извини, ти си пристоен оставаш. Навикнат сум да прашувам, ја не да одговарам. Но овој пат стварно чув убави работи од тебе. Ше една убава работа, ти кажам. Кажи? Буамарата ме подсети. Пишува како спортски коментатор или шо пишува? Да, преносите. Спорт 4 која беше, средно бев. И работев во Спорт 4, учев у Дрен, у Борис Кидрич. Те ја се знаеш многу близко. Економската. Завршувам со 5 час негде, 6 и викам молим те пуштиме, идам у Спорт 4, коментирам француско првенство, едно, друго, трето. И цела трета, четврта година така правев. И меѓу другото, тоа ќе ми остане прво финале Роджер Федерер со Рафа Надал, Вимблдон, првото финале, ја го коментирав на Спорт 4 за Македонија, разбираш? Разбираш? А појма немаш од тенис. Колку можеш да знаеш? Да. Исто колку ја за фудбал. Можеш да знаеш. Ама, цепаш. Браво. Ма тоа те профилира, бе, тоа те прави. А знаеш колку ме кеф за тоа? Значи, дали да имаше дотации од државата, редовна плата, кола, станче и сето ово, дали ќе станеше денеска што си? Јас сум убеден не. Туку затоа што си имал мака, затоа што си се борел, затоа што сам си се борел за рейтинг, сам си се борел за се, тебе те направи ова што си. Ниедно галено и истуркано дете. Што мислиш, колку новинари се појавија, што требаше, не знам, мене да ме заменат, да ме овакво и така натаму и така. Така. Нема. Затоа што ја нема патот на борбата.
Нема, Ти држи, мора. Ти држи мојавата. Мора. И добро е што туркаш вака. Или на крај ќе завршиш ти со своја телевизија, или ќе бидеш на некоја национална телевизија и ќе бидеш до кога бе вестите ќе ни бидат најгледана емисија бе во држава. Бе ја памтам, слушај, ја спомна А1. Знаеш ли што беше утре најгледаното во А1? Без значи 50% рейтинг. Кој време? Кој години? Касандра. Касандра? Касандра. На еден одеше? На еден одеше. Да, тоа да. Тоа е првата серија која експлодира и така натаму. Колку и да беше вулгар. Значи, тоа беше примарно. Добро, значи таму некаков ентертејмент. Не, денеска се вестите број 1. Не се, Јанко, не се. Прайм тајмот они го држат. Во еден кога дојдат овие турските серии, посебно Лисијата. Посебно 1001 ноќ, 1001 ноќ почна, тргна јако, Лисијата продолжи и више толку. Само мојава емисија нема рейтинг, 0, негледана. Нема. Најнегледана емисија. Така испаѓа? Најнегледана емисија. Денес те гледаат, да знаеш, едно 40. Да. Мајка ми се јави. Спаси и фамилија. Не, мајка ми идеше по именик избореш. Отвори од А почна. Стигна до С. Поздрав до мајката. Фала ти многу што дојде. Уште еднаш честитка за заслужената Бубамара. Една од многоте кои во иднина заслужено ќе ги добиеш. Да, јас сакам уште еднаш на Бубамара реков фала им на публиката, нормално ради нив е наградата добиена, не ради мене. Фала на публиката, фала им на тие други луѓе што работат во продукцијата и бидејќи ние сме сепак продукција и маркетинг агенција, ја водам со брат ми, највеќе фала за брат ми. Искрено да ти кажам, без него ништо. Држи се, секој е добро. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.